Првиот круг од претседателските избори ја остави Хрватска да чека на тоа кој ќе биде шеф на државата, во време кога земјата го презема ротирачкото претседателство на Европската унија. Со пребројани скоро сите гласачки ливчиња, поранешниот премиер Зоран Милановиќ го презеде водството со 29,5% од гласовите. Актуелниот претседател Колинда Грабар-Китаровиќ освои 26,6%, со што го освои второто место на само 2 бода пред 57 годишниот пеач Мирослав Шкоро. Шкоро, чии патриотски народни мелодии беа хит во 90-тите години, освои скоро четвртина од гласовите со ветување за помилување на осудени воени злосторници и за распоредување трупи за запирање на мигрантите на границата. 51 годишната Грабар-Китаровиќ по изборите повика на обединување во вториот круг на 5 јануари, а за Шкоро рече дека од нејзиниот политички спектар. Имала сам и jakog sukandidata na svom političkom spektru za razliku od gospodina Milanovića, ali eto, sada se moramo svi skupiti na okup i idemo u pobjedu. Грабар-Китаровиќ стана првата жена претседател на Хрватска, главно церемонијална улога, во 2015 година со поддршка од централно-десничарската ХДЗ, која водеше Хрватска во последните 3 децении. Доколку не успеа да ги обедини двете крила на партијата во вториот круг, аналитичарите велат дека тоа ќе предизвика проблеми за умерениот премиер од ХДЗ, Андреја Пленковиќ, кога ќе се соочи со општите избори следната година. Во меѓувреме, владата на Пленковиќ ќе има задача да го одржи претседателството во Европската унија со тешки прашања на агендата како Брекзитот и членството на Западен Балкан. Левицата во Хрватска пак се собра околу 53 годишниот Зоран Милановиќ, кој беше премиер од 2011 до 2016 година. Тој се обидува да направи камбек со ветување дека ќе ја направи Хрватска нормална, либерална демократија со независно судство и со почитување на малцинствата. Još jednom ponavljam, ne idemo u rat. Ratovi su gotovi, čekaju nas novi civilizirani zadaci. Za njih moramo biti spremni. Во изминативе години Хрватска се бори да го спречи одливот на граѓани кои ги спакуваат торбите за подобра плата и професионални можности во богатите држави на Европската унија. Многумина што заминуваат како клучни мотиви ја наведуваат културата на непотизам и корупција плюс лошите јавни услуги.